Почитуван председател на владата на Република Северна Македонија, господине Зоран Заев, почитувани членови на владата, почитувани представници од Собранието на Република Северна Македонија, почитувани борци од Народно-ослободителната војна, почитуван колега градоначалник од општина Прилеп, град Херој, почитувани дами и господа, ваши екселенции. Живееме во време на многу неизвестности. Никој не ни предпоставуваше дека ќе се соочуваме со здравствена криза, дека нашиот живот нема повеќе да биде ист како порано, но сепак се привикнуваме на реалност. Се прашувате зашто започнав со ковид кризата? Зашто започнав на овој начин? Одговорот е еден. Животот е постојана борба. Во животот имаме предизвици кои не принудуваат да одиме чекор понапред и да се бориме. Да не се предаваме лесно. Таа борба со неизвестноста ни покажува колку сме силни. Ние имаме само еден избор. Да ја победиме заедно пандемијата. Исто како што нашите предци пред 79 години од оваа востаничко Куманово ја започнале битката за која знаеле дека имаат само еден избор, а тоа е ослободување од фашизмот. И тогаш нашите предци не беа сами. Тогаш заедно со нас се одважи и Прилеп, а потоа не следеа и сите останати во Македонија. Знаеле дека без востание нема да има промена. Денеска ја славиме таа промена, тој крик за подобро утре. Ако таа борба е пример за истрајност и државност, денес потврдуваме дека со промена можни се подобри денови. Нашиот народ знае да процени и да оцени што за него е најдобра солуција. Кој мисли добро, а кој не на државните интереси. Секоја битка е едно ново искуство каде секој од нас извлекува некаква поука. Дали станува збор за борба со невидлив непријател, како што е ковидот, дали станува збор за борба со криминалот, или пак борба за слобода. Ние од пред 79 години извлековме поука дека борбата за слобода е приоритет на овој народ. Нема ништо поважно од слободата, од можноста да се живее живот како што посакуваш без никакви ограничувања. Но таа слобода никогаш не доаѓала на лесен начин. Секогаш биле потребни битки за да се добие истата. Таква битка водеме и пред 4 години, кога покажаме дека нема ништо поважно од тоа да се биде слободен во сопствената земја. Почнаме битка со криминалот, што се уште трае. Битка со нееднаквоста во општеството, тргнавме и од сопствените редови, како пример дека нема отстапки во градењето на правна и слободна држава. Можеби не сме секогаш успешни во се, но затоа одиме чекор по чекор да ја поправиме нашата реалност. Првата пушка на 11 октомври била почеток на менување на една реалност. Денеска денот ја покажува нашата храброст како народ и денеска е денот кога одаваме почит на оние кои ги дадоа своите животи за поставување на темелите на нашата држава. Да не забораваме дека токму поради нив и денес живееме во слободна и независна држава. Наша одговорност на сите кумановчани, но и на сите граѓани на Македонија е да одаваме почит кон храбрите борци, со тоа што ќе ја чуваме и негуваме државата. Но во исто време и ќе продолжиме да ги градиме темелите кои беа поставени пред многу години за нашата државност. Затоа што Македонија е се што има. Низ изминатите 79 години преживеавме многу подеми и падови, но знаеме да стремиме гордо и исправено кон нови победи. Покажавме истрајност одејќи по вистинскиот пат. Премрежјата низ кои поминаме покажаа дека на македонскиот народ и сите припадници на етничките заедници, албанците, турците, ромите, власите, србите и сите оние кои што живеат на оваа тло,
им е потребна сплотеност и единство. Различности помеѓу нас како поединци постоеле и ќе постојат. Ги обединуваме тие различности во една заедничка цел. Да продолжиме да ја градиме нашата држава во демократска, современа, правна и економски развиена. Држава која креира еднакви можности за сите нејзини граѓани. Единство во зачувување на онаа што го имаме, но и единство во градење на иднината за нашата држава. Иднина која ќе нуди просперитет, раст и развој, позитивни политики, слобода, можности за секој еден граѓан. Иднина во која нашите поколенија ќе останат тука. Млади, иднината останува на вас. Нашите заложби се дом и иднина за сите. Заеднички го чекориме патот кон подобра и просперитетна Република Северна Македонија, членка на НАТО и Европската Унија, пријател на сите држави во светот. Само така можеме да го негуваме аманетот оставен од нашите предци. И за крај, дозволете ми уште еднаш да им одадам почит на сите револуционери и борци кои го дадоа својот живот во антифашистичкото востание и народно-ослободителната војна. На оние кои ги поставија темелите на македонската држава и македонскиот народ. Во тој период се поставени црвените линии за постоење на македонска држава, народ, јазик, кои што важеле тогаш, а важат и денеска. Нивниот континуитет на национална борба се темели на Илинден, Асном и референдумот од 1991 година, кога Македонија стана независна држава и го оствари вековниот сон на македонскиот народ и сите народи кои што живеат на овие простори. Нека ни е честит овој голем ден, 11 октомври, денот на народно-ослободителното востание. Ви благодарам.